Почитувани, образованието, особено високото образование, не е приоритет на СДСМ. Зоран Заев и СДСМ тоа го покажаа со отфрлањето на конструктивните амандмани на ВМРО-ДПМН на вчерашната седница на Комисијата за образование. Со овој чекор СДСМ не му прави штета на ВМРО-ДПМН, туку им прави штета на студентите, професорите и на образованието во целина. ВМРО-ДПМН подготви и предложи измени кои требаше да го подобрат решението и кои значат развој на образованието во насока на приближување на европските стандарди. Еден од сегментите кои беа отфрлени, а беа опфатени со нашите амандмани, беше и финансирањето на предложениот закон, кое не е докрај дефинирано, ниту во однос на универзитетот, ниту во однос на коефициентот на платите на наставниот и соработничкиот кадар. Што кога ќе се земат во предвид платите на универзитетските работници споредено со други далеку подобро платени позиции во нашето општество, ја прави сферата на високото образование за жал неконкурентна, па дури и непривлечна за вработување на млади кадри. Платите на просветните работници во Македонија се меѓу најниските во регионот, а наставниците за разлика од административците не добиваат никакви други поволности. Наставниците не добиваат надоместоци за својата прековремена работа, која неретко се одвива и за време на викенд. Амандманот за законски утврдена висина на плати, кој што го предложиме во член 183а, предвидуваше нето плата на помлад асистент на факултет да е во висина од 1,5 нето плати исплатени во Република Македонија во минатата година. Понатаму, нето платата на асистент на факултет да е во висина од 3 просечни нето плати, нето плата на доцент на факултет во висина од 4 просечни нето плати, нето плата на вонреден професор на факултет да е во висина од 4,5 просечни плати, нето плата на редовен професор на факултет да е во висина од 5 просечни нето плати исплатени во минатата година во Република Македонија. Односно, предложивме за гарантирана нето плата за помлад асистент во висина од околу 36.000 денари, за асистент околу 72.000 денари, за доцент предложивме нето плата во висина од околу 96.000 денари, за редовен професор предложивме нето плата во висина од безмалку 120.000 денари, додека за вонреден професор во висина од околу 108.000 денари. Цениме дека ако овој предлог закон може да ја регулира платата на директор на Агенција за квалитет, кој ќе добива 3 просечни плати во Македонија, тогаш можеше и требаше секако да се утврди и висината на платите на наставниот и соработничкиот кадар во високото образование и тие да добијат плата по европски терк. Дека образованието во целина не представува приоритет на владата на предводена од СДСМ, говори и фактот што СДСМ наместо зголемување најчесто и постојано крати средства од буџетот. Лани СДСМ по само еден месец власт одлучи да го скрати буџетот наменет за образование за 1,5 милијарда денари. Ако се земе предвид владењето на ВМРО-ДПМН од 2006 година до 2017 година во континуитет се зголемуваше буџетот за образование и од некогашните 13 милијарди денари во време на СДСМ да дојде до 25 милијарди денари во 2017 година. Средства кои подеднакво се инвестираа во сите сфери на образованието. Да подсетам дека во време на владата предводена од ВМРО-ДПМН оваа ставка растеше во континуитет. Ова е само еден дел од конструктивните амандмани на претеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, кои произлегуваат од реалните состојби во оваа област. ВМРО-ДПМН стои зад своите предлози, бидејќи тие се издржани и се во насока на унапредувањето на образованието во Македонија, како еден од темелите која гарантира иднината и развојот, просперитетот на нашата држава. Жалиме што СДСМ немаше слух ниту за потребите, ниту за барањата на јавноста и се одлучи на ваков недемократски потек со кој се оневозможува унапредување на образованието преку подобрување на текстот на предлог законот за високото образование. Благодарам.